Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со министерот за надворешни работи Бујар Османи и кандидат за председател на Демократската унија за интеграција. Господин Османи, добро вечер. Добро вечер. Зошто одлуката да прифатите да бидете кандидат за председател на ДУИ? Бидејќи мислам дека е нормален след на чекорите. После домашното институционално искуство, меѓународното искуство, мојата инволвираност во најважните процеси на државата, мојата соработка со, речиси, сите политички партии во различни влади, ме прави, мислам, дека најкомпетитивниот кандидат во оваа трка, бидејќи улогата на председателот на државата не е да има извршна власт, туку напротив да биде компас, геостратешки компас на државата, да биде сврзано ткиво меѓу различните етнички заедници, различните чинители, меѓутоа и да биде деескалатор. Нашата држава застанува во својот прогрес поради бројните политички и етнички ескалации. Председателот на државата има таа најважна улога да биде деполаризатор, да биде сврзано ткиво и да биде компас на геостратешката ориентација. Во тој процес сметам дека сум најкомпетитивен. А стигнате ли сме до тоа ниво како држава? Мислам да, бидејќи обично аргументите се дека треба да се излезе со кандидат кој што ги надминува етничките линии, кој што ги исполнува критериумите. Јас сум единствениот со меѓународно искуство. Имам раководено голема меѓународна организација како што е ОПСЕ со 1.300 милиони луѓе. Моето домашно институционално искуство со 3 министерства во текот на овој период. Сум бил во влада со сите политички партии и тоа ми дава можност навистина да бидам председател кој што ќе биде деескалатор, кој што ќе биде сврзано ткиво не само на етничките наративи, туку и на политичките и на социјалните наративи, бидејќи сметам тоа е најважната улога на председателот. За жал, до сега председателот на државата кај нас бил извор на поларизација. Знаете дека повеќето од председателите не биле признаени од страна на опозицијата, биле нарекувани со господин по име, а не како председател. Значи, наместо да биде тој што ќе експлотува, бил причина за дополнителна поларизација од која што не сме се опоравувале. Мислам дека ова е шанса сега да кажеме дека навистина изборите за председател не се гласа по етнички клjuč, туку напротив се гласа по искуство и се гласа по можност да се има човек кој што ќе биде тој гарант на евроатлантскиот курс на државата, меѓутоа и сврзано ткиво на различните контрадикторни наративи во државата со цел да се создаде една хармонија, една пример држава во еден тежок регион. Во една ваква актуелна состојба на политичката сцена, се чувствувате ли како резервен кандидат на ДУИ? Слушавме од Таравари дека и на него му било нудено да биде председателски кандидат, кој што ќе добие поддршката од ДУИ. Се споменуваше председателот на партијата Али Ахмети дека ќе влезе во оваа трка. Видете, во текот на кампањата ќе слушнете све и свешто. Вистината е ова. Значи, кога се бираше по критериуми, кој има искуство за позицијата председател, а позицијата председател значи прво да ја представи државата надвор. Некој кој што има искуство со меѓународната заедница. Некој што знае како функционираат институциите овде. Некој што работел со сите политички партии. По сите критериуми, мислам дека сум, односно смета другите дека сум најсоодветен кандидат, меѓутоа очигледно и политичките партии прават анкети и независно од ова политичка пропаганда која што се прави секојдневно, изгледа граѓаните ја ценат мојата искреност, го ценат мојот труд, мојата дисциплина и мојот работен ангажман и од тука апсолутно мислам дека влегувам и како фаворит, бидејќи е време да се надминат етничките линии во функцијата председател на државата. Бидејќи тоа му е главната улога на председател, да сплотува. Слушам изминатите денови коментари дека е лицемерно што ДУИ влегува во трката за председател на директни избори во услови кога главно барање на партијата е председателот на државата да се избира во собрание. Видете, токму поради функцијата на председателот на државата, кој што е да деескалира и да сплотува, директните избори овозможуваат исклучување на заедниците во донесувањето на одлуката. И ние во повеќе наврати сме ја покренале оваа тема. Значи, уште од 2006 година како партија во програмата стои дека председателот треба да биде избран во еден инклузивен процес, во кој прво политичките
политичките партии од целиот спектар, поголемите, и затоа двотретинско мнозинство предлагаме во парламентот, значи и македонската позиција и македонската опозиција, меѓутоа и Бадентер, односно двојно мнозинство со цел и албанските политички партии, и да се најде еден председател кој што навистина го има мандатот од сите и ќе ја има таа улога како се поларизира сцената, тој ќе го има авторитетот да деескалира. Меѓутоа, во главном аргументот беше дека не се гласа по етничка линија, туку немало кандидат кој што ги исполнува условите и кој што ги надминуваат етничките линии. И затоа ние решивме да кандидираме со мојата кандидатура, сметајќи дека ако навистина и сега повторно ќе биде по етничка линија, навистина нема надеж дека некогаш председателот ќе биде инклузивен, односно избран од сите. Така да ние ќе се фокусираме сега на овие избори во на мојата кандидатура, која што рекол е уникатна по однос на искуството, меѓутоа и дава пораки и повикува сите етнички заедници на едно ново решение кој што ќе биде извор на решенија, а не извор на проблеми. Ако повторно очиглед ќе се оди само на етничка линија на гласање, тогаш навистина треба да седнеме да разговараме за да немаме дополнително постојано председател што предизвикува кризи наместо председател кој што сплотува. Господин Османи, меѓутоа реално знаеме како стојат бројките. Од овој аспект, што би било поверојатно дуи да му даде поддршка на Стево Пендаровски во вториот изборен круг или да оди на бојкот на председателските избори во втор круг? Не, може да биде и обратно. Значи, јас очекувам дека ќе влезам во вториот изборен круг, затоа што реков мојата порака, моето искуство, мојата дисциплина на работа, моите погледи кои што биле конзистентни, независно колку во одредени моменти бил различен од јавното мислење кое што доминирало во моментот. Меѓутоа, од секогаш сум мислел дека треба да верувам во тоа што е вистина и тоа што е добро за граѓаните и за државата, отколку да следам слепо јавно мислење со цел да бидам допадлив на граѓаните. Сум останал конзистентен на тезата дека Република Северна Македонија може да биде богата, просперитетна само ако е членка на Европската унија, може да биде безбедна само ако е членка на НАТО и дека единствените двата свети столба на нашиот прогрес е хармонија во меѓуетничките односи и нашиот евроинтегративен пат. И ако можам да кажам дека сум парадигма на таа идеја дека оваа држава треба да биде дел од Европската унија и гледам дека таа порака резонира кај граѓаните од сите етнички заедници, бидејќи секој гледа дека Руската Федерација е сериозна закана, дека дека Украина е само првата станица на низините. Ние сме веќе членка на НАТО, зарем уште може да дебатираме на таа тема. И Естонија е членка на НАТО, меѓутоа гради бункери долж својата граница. Гледаме дека во Транснистрија се организира референдум, тоа значи можност за вклучување на Молдавија во еден конфликт, Романија и потоа се разбира Балканот, кој што е перфектен регион за можна руска платформа. Додик и Босна Херцеговина, отвореното прашање Косово и Србија, нашиот запрен евроинтегративен пат кој што генерира фрустрации кај граѓаните, сите може да бидат плодна почва за сериозна руска закана. И ако некогаш требало државата да има стратешка предвидливост, е овој пат. Сега ние мора да гарантираме дека продолжуваме на патот кон Европската унија. Само тоа ќе гарантира внатрешна хармонија, економски просперитет, социјален просперитет, задржување на младите овде, враќање на тие што веќе заминале, нема друга алтернатива. Секој што ќе вети друга алтернатива освен Европската унија не ја кажува вистината. Значи, кој е најголемиот ризик од руските хибридни закани? Ако на следните избори европскиот тикет не биде победнички тикет, тоа ќе биде прв пат во историјата на независна Северна Македонија. Затоа секогаш партиите победувале на избори кога побрзо ќе ја донесе Европската унија. Ако победат политички сили кои што имплицитно или експлицитно заговараат други алтернативи од Европската унија, тогаш почнува пандемијата. Добро, на крајот на денот граѓаните одлучуваат. Гледам дека изминатите денови многу сте популарен по однос на платата и задолжувањата. Дали ако Бујар Османи стане председател на државата, тоа е и највисока плата во државата, нема да има потреба за задолжување?
Видете, јас видов дека најголема реакција имаше од опозицијската ВМРО ДПМН, изгледа не се навикнати да има политичар, функционер кој што живее од плата. Верува или не верува некој, јас немам друг приход освен платата. И не мислам дека е тоа срам, туку напротив. Не за срам, господин Османи, вие барем од оние официјални податоци земате плата над 120.000 денари. Така, во ситуација кога минималната плата во државата е 20.000 денари, невкусно е на граѓаните да им кажувате дека треба да се задолжите. Ама тоа беа сечени, лепени делови од интервјуто, бидејќи јас кажувам доколку не добијам плата, немам друг извор. Тоа беше целта на интервјуто, меѓутоа беше така направено за да изгледа поинаку, бидејќи сега е кампања. Сега ќе гледате све и се што. Меѓутоа и Битики рече дека не сите министри во владата се согласувале со предлог законот за намалување на коефициентот. Кој не се согласуваше? Еве вие сте биле на седница на Јас сум имал една изјава по однос на тоа прашање, сум рекол не треба да се гордеат политичарите кои што велат мене не ме интересира платата. Бидејќи тие што не ги интересира платата, значи имаат друг приход. Јас немам друг приход. Не добивам ниту еден денар надвор од оваа плата. И затоа се разбирам е важно, но сум рекол треба да почнеме од тие плати кои што се блиску минималната. Ние да сме последните. Апсолутно за тоа зборуваме. Апсолутно поддржувам било која идеја. Затоа што и граѓаните кои што земаат 20.000 денари не треба да се бават со криминал за да имаат повеќе. Така, токму тоа јас сакав да покажам со тоа дека не треба да покажеме дека треба да има политичари и функционери. Еве јас сум 10 години министер и немам друг приход. И тоа ги вчудо не видува опозицијата дека може тоа да се случи. Може да се случи. Ако не сте корумпиран, а корупцијата е дел од карактерот, тој што краде на мало, краде и која и на големо, тоа е прашање на домашно воспитување, на карактер. И јас така сум ја гледал политиката како можност да служам на граѓаните, а не да имам некој личен интерес од тоа. И затоа воопшто не се срамам од тоа да кажам дека јас немам друг приход, јас живеам само од платата, па нека верува кој како. Така, морам да прашам во однос на проблемите со личните документи, дали официјално имате добиено нота од некоја држава дека нема да ги признава личните документи со старото уставно име, затоа што се нешто слушаме во јавноста. Едниот заменикот министер вели дека никаде не може да се патува во МВР, министерот технички во МВР вели дека секаде може, па дури и во Америка да одите со лична карта, во Србија прави патни рути. Што е официјалната информација? Видите, значи нота дека може да се патува сме добиле само од една држава. Сме добиле од Швајцарија. И затоа јас веднаш излегов преку нашата амбасада да ги информирам граѓаните дека Швајцарија не бара. Другите држави во практика тоа го прават, но немаат донесено одлука. Значи, дале некоја внатрешна инструкција, очигледно, бидејќи не бараат ни патни листови на граѓаните, меѓутоа немаат донесена одлука. И јас не можам да излезам на граѓаните да им кажам кога патувате со кола низ Германија, Унгарија, Србија, не земете патен лист. Бидејќи немам таков документ. Имав најава од Црна Гора, веќе кажам дека Црна Гора нема да ги прифати, па сега работиме со Црна Гора за да видиме зошто е таквиот став. Меѓутоа сметам дека не треба да бараме сега во моментот алиби. Треба да седнеме и да се реорганизираме да можеме да издадеме пасоши. Тоа е пораката до Министерството за внатрешни работи. Наместо да дефокусира, наместо Добро, ама јасно е на сите дека до крајот на годината тоа не може да се заврши. Колку и да сакаме, тоа бил капацитетот на машините, го потврдуваат сите. Ајде да набавиме машини. Ајде да видиме како имаме ли време да набавиме машини? Значи, колку избори се, немаме можност да распишуваме, да отвараме поставки. Ќе најдеме решенија за уште една можност само стои пред нас. До сега 2 недели зборуваме како да избегнеме од законските решенија, место да работиме двосменски, место да работиме сабота, недела, место да купуваме. Добро, тоа велат во МВР дека веќе го прават. Морам да ве прашам во однос на законските измени. Пропадна идеите на ВМРО ДПМН, меѓутоа стои се уште отворена идејата на ЛДП да се признаваат пасошите на кои што има печат дека тоа е во собственост на Република Северна Македонија. Дали такво нешто може да помине и дали дуи би поддржале такви измени? Видите, значи тој треба да биде паралелен процес со
тоа што го прави МВР во издавање на пасошите. МВР не треба да се занимава со прашања кои што не се во нивна надлежност. Значи, ние мора да сме во координација со и втората страна при донесување на било какво решение и одлука. Членот 118 од Уставот не можат меѓународните договори кои што се дел од внатрешниот правен поредок да се сменат со да или не. Може да помине предлогот на ЛДП или не може? За сега пораката од Грција е дека тие немаат можност да прифатат било кои прекршувања на меѓународно подпишаниот договор, така да сметам дека треба да се концентрираме на реорганизација во МВР и забрзување на процесот на издавање на пасоши. Благодарам многу за гостувањето во Тема на денес.